Ako gledam ovaj most i mi u život i Jadnici spomeni, kakva istorija je ovdje kad zapišena? Navistina slavna istorija naših makedonskih. I pred mene izlegува сликата и ликот на Карпош и неговата жртва за Македонија. Замислете, во тоа време, тој македонец, заедно со другите македонци, направи македонска држава, кога во Европа навистина никој не ни помагаше. И казната, односно цената што ја плати, беше да биде распнат наколу овде и обезглавен. И токму затоа размислувам. Ние денес дозволуваме нашите политичари, писатели, премиери, партијски и партијски лидери да разговараат и да преговараат со децении за тоа кој како ќе не вика, заборавајќи на таа жртва на овие луѓе кои што живеа во едни многу потешки времења. И што ни останува сега нам? Да ги гледаме овие споменици и да врнеме покрај нив како ништо да не било, или пак да ги гледаме и да речеме: чекајте бе луѓе, навистина сме дел од едно минато, од едно славно минато, кое што не смееме да го заборавиме. Минато кое што ни испаќа пораки за тоа што значи да се биде македонец. За моево скоро 7 децениско живење, од кое што повеќе од половината го поминав во Њујорк, често пати, може би катарен, ме прашуваат колеги интелектуалци во мене: What is Macedonianism? Што е македонството? Што е македонизмот? И навистина, јас им одговарам на начин на кој што ќе ви го објаснам малку подоцна. Меѓутоа, проблем е во тоа што тие самите немаат впечаток под оваа држава, зборувам од Република Македонија. Затоа, дали навистина ние сме Македонија онаква каква што тие ја познаваат? Преку историјата, преку археологијата, преку оние автори кои што се имаат вистински бавено со нашето македонско историско минато во контекстот на балканската и на европската историја и традиција. И често пати ќе ми речат: You have to define yourself, tell us who you are. Дефинирајте се, кажете ни кој сте. Зошто дозволивте да 92-та година ве примат во, односно бидете примени во овие нации под едно многу негативно понижувачко име поранешна Југословенска република Македонија. И залуде која им велам ние не дозволиме, тоа го направи тогашната власт тајно, нас веста не беше досна, и потоа ќе речат: а зашто не реагиравте? А зашто потоа другите власти кои што дојдаа наследно не успеа да направат нешто да го покренат? И зошто и ден денешен, до ден денешен, вие се уште водите самни, понижувачки, неплодни, стерилни, јалови разговори и преговори со вашиот противник, луд кој што ве негира и кој што не сака воопшто да постоите. На што јас навистина морам да им одговорам со мог, билејќи она што јас би им го кажал нема да ја мени состојбата. Јас лично знам, почитувани мои, драги мои македонки и македонци, дека за себе говорам лично. Јас сум прво македонец, па сум потоа човек. Јас сум роден во Македонија, научив да бидам македонец од љубовта и топлината на моите родители, слушајќи го гласот на мојата мајка, чувствувајќи топлата рака на татко ми и топлата рака на дедо ми, кој што ме будеше наутро рано со мирис на пресна земја и ќе ми речеше: чедо мој, аде да појдеме на долу и да ходиме. А кога денес овде, 28 јуни 2015 година, во овој град кој што го гледам наполно изменет, кој што патиме ден, датум на раѓањето на мојата сопруга Милица, на која што сакам да ја честитам, и еве преку оваа можност, кога на ден денешен седам тука и размислувам што се случува со нас. Навистина ми останува да речам дека се што е со нас и што случува овие 25 години е непривично. Во Македонија наоѓам еден невиден парадокс. Од една страна наоѓам убави изданија, велелепни изданија, споменици кои што на еден модерен начин сега асоцираат на една минато, на една традиција, на една
историја на Македонија која што ние за жал во времето на Отоманската империја не сме имале можност да ја изживееме. Асоцираат на едни древни историски корени кои што не поврзуваат назад со антиката, со Александар Македонски и со тие пред Александрови, пред Филипови времења. Меѓутоа, кога се наоѓаме еден невиден парадокс, една голема иронија, кога гледам дека нашиот народ тука не се однесува токму со таа љубов и со тоа сознание, со таа самоствест за тоа што се овие зданија представуваат и на кој начин тие треба да предизвикаат во нас чувство на гордост, на доблест, на достоинство и сознание за тоа што сме и кој сме како македонци. Ќе ви речам, македонизмот не е нешто што може да се дефинира. Македонизмот е a state of being of the mind, чувство на собственото свест за себе си самиот. Ако вие самите не се чувствувате македонец, ако вие дозволувате да бидете именувани и од вашиот председател, и од вашиот премиер, и од вашите пратеници во собранието, како граѓани, ако вие дозволувате да бидете именувани како граѓани и од големите академици во МАНУ, ако вие дозволувате да доаѓаат странски мешетори во оваа наша држава, во оваа Македонија, и да нарекуваат поранешна Југословенска република Македонија, да нарекуваат вашата земја и the citizens of this country, тогаш без да пружите отпор, тогаш вие за жал на вистина не заслужувате да бидете македонци. Македонецот не сте го разбудиле во себе, а ќе ви речем едно нешто. 46 години јас живеам во Њујорк. Работев секакви општи работи, додека не станав професор и завршив како професор во англиски јазик и книжевност и сега сум во пензија. Меѓутоа, јас побегнав 69-та година од Југославија, во кои што рамки беше и Македонија, токму затоа што и во тоа време, посебно во политичарите наши, од тогашната економичка партија, и меѓународот не го чувствував онен македонец со кој што јас бев дахнат уште од моето најрано детство. И затоа и си отидов. И јас македонецот во себе подосна го развив, го еволирав преку англискиот јазик, барајки по историските библиотеки, по музеите, не само во Њујорк, туку насекаде во светот, за да сватам дека она што уште како дете интуитивно сум го чувствувал, таа љубов што сум ја примил од моите родители, од мојот дедо, од мојата баба, била на вистински македонска и дека тој огин што беше запален во мене уште преди многу децении се уште гори. Меѓутоа, за жал, забележувам дека тој огин, тоа наше македонско огниште е тука и не само тука. Тука ако појдете во Беломорска Македонија, ако појдете во Пиринска Македонија, ако појдете во Мала Преспа, во албанскиот дел од Македонија, во српскиот дел на Македонија, ќе видите дека и таму огништата пополека гаснат и дека македонството е покриено со жарот на заборавот. Ќе речам, преди 2-3 дена, 22 јули, тука го одбележивме на група на македонци раѓањето на Александар Македонски. И ќе ви речам, имав спротиставени чувства. И испратив од тука јас лично и во името на сите оние насобрани таму една порака до председателот Иванов, до премиерот Груевски и до сите оние кои што вложија средства финансиски да го изградат тој споменик. И им го реков следното. Големината на Александар, македонски царот наш, на кого се повикуваме и од во чии што гени го бараме нашето минато, кое што навистина постои, големината на Александар не треба да се осликува во големината на споменикот што се му изградиле заедно со конјот Букет. Неговата големина треба вие самите да ја барате во ширината на вашето срце, во длабочината на вашиот ум, во големината на вашиот карактер. И мојата порака беше ова, и до председателот, и до премиерот, и до сите политичари и политички партии, а и до вас, драги мои македонки и македонци. Ако навистина тврдиме дека сме потомци на Александар со право докажано, тогаш дајте да се однесуваме таков. Да бидеме на вистина она што е. Александар на времето со една мала армија отиде не да го покори светот, туку под влијание на неговиот татко Филип и на неговиот голем учител Аристотел, македонецот филозофот. Тој отиде со еден идеал кој што и денес денешен недостижен
да го обедини човештвото, да го обедини светот во една голема, всеможна држава, во која што луѓето ќе живеат во мир, во љубов, во слога, во разбирање и покрај сите своји разлики. Мисијата на Александар не беше да освојува и да крв пролива на човештвото. Тој сакаше да го обедини човештвото во едно. И впрочем, честопати јас во моите контакти во Њујорк, со години наназад, до ден денешен, кога ќе се видам со американски сенатори, интелектуалци и конгресмени, ќе им речам на нивните средби, the idea of the United States of America, а во исто време и од Европа, идејата за Соединетите американски држави, па и од денешната европска земјица, беше зачната во умот на еден голем македонец, а тоа Александар. И овие се на еден начин држави кои што се неперфектни остварувања на еден идеал на Александар кој што тој го снуваше и за жал не го доврши. А зошто ние, драги мои македонски и македонци, не можеме тоа да го продолжиме тоа негово дело? Зошто ние на ова последно парче земја македонска што ни остана, прогонети и од Беломорскиот дел, и од Пиринскиот дел, и од Албанскиот дел, и од Српскиот дел, соочени со непризнавање ниту на име, ниту на територија, ниту на јазик, ниту на црква, соочени со непризнавање на било каков наш идентитет. Зошто ние не можеме да се организираме токму околу таа идеја, дека Македонија била и ќе мора да остане за секогаш центар од гравитацијата на нашата сопствена кинетичка енергија, од која што ние му проектираме на светот идеја за тоа дека можеме да живееме сите заедно обединети. Зошто денес јас во Македонија морам да бидам осведочен сведок, заедно со вас, за невидена катастрофа и неединство, неразбирање, злоба, пизма, омрза помеѓу нашите две најголеми македонски партии, па и меѓу сите партии? Зошто не можеме ние, како народ, да ги натераме едни просечни, малечки, провинцијални политичари, како што се Груевски и Заев, кои што се уште немаат дораснато на висеќе да се однесуваат како македонски домаќини? Зошто морам јас да одам по светот и да доживувам понижувања од американски интелектуалци кои што ми велат: професор Огинар, you have to tell us who you are. И што ни вреди мене јас да им кажам дека сум македонец? Кога пораките што доаѓаат тука од нашиот председател Иванов, од нашиот премиер, од нашата опозиција, секогаш се со тоа. За името се преговара и се разговара 25 години, некои ќе го виткаат трбетот, а некои кукавички ќе се кријат за грбот на македонскиот народ и за така наречен референдум кој што никогаш не смее да не се случи. Драги мои македонци и македонки, не смее да има референдум. Немојте да бидете заведени, залажани со идејата за тоа дека ќе одиме на референдум и дека после тој референдум ние ќе бидеме позитивно признаени како македонци. Македонскиот референдум е стар повеќе од 3000 години. Тој е запишан со крвта на војската, фалангата на Филип и на Александар. Тој е запишан со слепите очи на 14.000 ослепени војници на Самуил. Тој е запишан со Светото писмо и со Евангелието и со нашата православна црква и преку Свети Климент, Кирил, Методија. Тој е запишан со крвта на многу наши востанија, Разловечкото, Карпошовото и Линденското востание, со крвта на нашите партизани кои што во народната борба формираа сопствена држава на оваа територија и со крвта на нашите бранители кои што 2001 година ја бранеа од албанскиот шовинистички окупатор заедно со нивните мешатари од странство. Не можам да се помирам со фактот кој што честопати го слушам од устите на многу македонци кои што велат: ама малечки сме, зависни сме и економски, и воено, и политички, и затоа мораме да молчиме и да правиме она што ни го наложуваат. Не можам да се согласам со поданичката политика на нашите политичари и овие денес од оваа партија и коалиција на власт, а и од оние кои што претендираат да ги наследат од опозицијата. Ние сме малечки онолку што сакаме. Ние не сме малечки. Меѓутоа, политичарите се малечки. Она што нам ни недостига последниве 25 години, драги мои македонки и македонци, е тоа што ние навистина во врвот на македонската политика, ако сакате и во врвот на македонската интелектуална елита, навистина не успеавме
да дефинираме, да пронајдеме, да идентифицираме прави македонци. Ние, ако сакате да се вратите назад од 91-та годината нашето самостојување, нити писателот Глигоров, нити сите негови наследници од неговата партија, заклучно со овие денес, навистина не се однесуваат како македонци. Јас не можам да поверувам дека живеам во Македонија, во која што мојот народ дозволува да биде ословен со терминот граѓани. И затоа ќе ви речам, нека остане забележано. Нашата судбина, нашата иднина не е и не смее да зависи од политичарите и од политиката. Нити од Иванов, нити од Груевски, нити од Заев, нити од било кој многонадежни кои што имаат намера да ги заберат. Нашата иднина и судбина мора да зависи од нас самите. Меѓутоа, за да го направиме тоа, ние прво мораме да разумеме во нас самата свест за тоа кој сме и што сме, што значи да бидеме македонци. Кога еднаш ќе го осознаеме тоа, пак ќе речам, дозволете ми, во секого од нас лежи подзаспан македонецот, како некое божество заборавено длабоко во нашата подсвест на нашата организација. Од време на време се пробудува, се врти и чувствуваме некоја топлина, некоја енергија. Зашто не используваме таа енергија? Ние мораме сите прво да бидеме македонци, па потоа се друго. И никогаш македонството и македонецот и македонката не смееме да му го подчиниме ниту на граѓанинот, ниту на европеецот, ниту на американецот, ниту било кому. Ова мораме да го знаеме, бидејќи она што сакаат да го направат со нас нашите непријатели и домашни и странски, не е името. Се работи за тоа што тие сакаат нас апсолутно да не нема. И ќе ве молам да оставаме една порака со најголема љубов. Немојте да им верувате на денешните политичари, ниту на Груевски, ниту на Заев, ниту на Иванов, кога ви велат, па може би ќе направиме некој договор со грците и со меѓународната заедница во која што ќе додадеме придавка, именка, суфикс, префикс или не знам што, ама идентитетот ќе не биде загарантиран. Каква лага, каква измама. Името е идентитетот и идентитетот е името. Името е во нашата свест. Не разбирате? Ако на македонецот му ја мените свеста, тогаш му го менувате и името. Бидејќи без свеста, македонецот станува нешто ново. Ние сме како македонци со исклучок на оние кои што се будни, да речам да ја употребам алегоријата следнава. Македонецот јас го доживувам во последните 25 години како пациент, кој што е под анестезија и легнат на маса за оперирање. На кого што странски доктори од типот на Франкенстајн, заедно со новите подвизурковци и асистенти во власта на Македонија, му прават секакви зафати и операции, му преседуваат органи. И еднаш како таа операција е завршена, ми се чини дека сме близко до тоа, кога ќе истече влијанието на анестезијата и кога ќе се разбуди пациентот, кога ќе свати што му се случило, не ќе може да се препознае. Според тоа не смееме да дозволиме да не се случува. Не смееме да дозволиме да бидеме исцерани од нашата собствена свест и замисла за тоа кои сме и што сме. Големиот француски филозоф на 20 век Жан-Пол Сартре има една прекрасна метафора и алегорија за човештвото во рамките на новиот свет, во новата ера на екзистенцијализмот, за кој што јас наоѓам денес сосема соодветен пример во македонцот. Македонецот денес се однесува како човек кој што е поставен во едно возило, кој што го вози туѓ шофер, а тој е свртен со ликот кон позадината. И го возат и тој гледа со тажни очи како минува ливади, полиња, реки, куќи, гробишта. И тој седи безпомоćен и лее солзи. И не прави ништо. Не прави ништо 25 години и се повеќе и повеќе возилото ја достигнува границата по која што ќе не однесат некаде на локална небиднина, каде што ќе бидеме никој ништо. И имаме само две, односно три алтернативи. Или ќе дозволиме да не изнесат надвор, или ќе скокнеме од возилото и ќе останеме своји на својто. Или уште поарно, ќе се свртиме и ќе го грабнеме шоферот задат, ќе го изфрлиме, ќе го ставиме ногите на котицата и ќе го вратиме возилото назад во она Македонија, која што не препозна. Ќе го оставам со една порака, ако сакате, и со еден аманет, посебно од оние меѓу вас, кои што и ден денес мислат дека ако го променат името, ќе имаат благодат
во новиот свет кој што им го нудат европските големи сили. Внимавајте. Македонија, нам македонците, им дадена на дар од Бога Господа од Севишниот. Онија за прв пат нашиот древен митолошки татко, прат-татко Прометеј украде огнот од Олимп и го донесе меѓу македонците за да ги осветли, за да им покаже што значи да се биде македонец свој на своето. Во таа Македонија Филип ја формира својата фаланга и му ја даде во наследство на Александар за да ја шири идејата за човештвото едно, обединето тој свет. Ако вие дозволите, драги мои македонки и македонци, да ни го менат името, тогаш знаете дека години нанапред вашите внуци и правнуци ќе ве проколнуваат. И кога ќе остарете, и кога ќе бидете болни на смртничка постела, и кога до вас ќе седат вашите чеда, вашите внуци и правнуци, и ќе ве прашаат што направивте вие, тато, мамо, дедо, бабо, вујко, сино, стриче, што направивте вие во тоа време кога ви го менеа името? Каде бевте? Бевте во Грција на одмор, летен, бевте во ова некој скопско кафе или на скопска шема, бевте во Ману да разговарате и да преговарате со бугарите за ставање заедничко на македонската историја. Каде бевте? Бевте ли, може би, во комотните фотели на вашето собрание, во кое што слепо и автоматски дигате два прста, извршувајќи ги наредбите на вашите мафијашки, антимакедонски политички шефови. Што ќе им речете вие тогаш? И затоа на нас останува, на нас македонците, на мене, на вас, на сите ние кои што се чувствуваме како македонци, да ако го зачуваме името, ние ќе можеме пополека да се враќаме назад, велам назад, не напред. Ние не можеме да одиме во иднина во која што немаме сознание за тоа кој што и што сме. И ќе завршам со тоа што ќе речам. Секогаш, во некој ќе ви рече, вие не сте македонец, кажете му, who are you to tell me what I am? I am a Macedonian. Кој сте вие? Јас сум македонец, моето име е Македонија, мојата историја е македонска, мојот јазик е македонски, мојата црква е македонска, моите деца се македонски и мојата иднина ќе биде македонска. Нека е за многу години да се гледаме заедно и за убаво. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ за веки веков. Ова е се убаво, иако би рекол пренагласено и претерано и прескапо. Меѓутоа, тоа не смее да биде само обична фасада. Тоа не е само фасада, сценографија. Сценографија која што ќе инспирира да го разбуди македонскиот обичен актер, глумец. Секој македонец да стане глумец, да игра во овој театар за да го види светот. Колку е овој амфитеатар висински, стар и доблестен како македонски. Пак ќе речам, големината и историјата на Македонија не може да се ослика само околу площадот на Македонија. Таа треба да ја носиме сите наоколу докаде што сме. И во оваа држава, и во сите овие наши простори од каде што како македонци сме доаѓале и сме се иселувале и сега повторно се враќаме назад. Таа голема мајка Македонија за нас, од чии што пазови излегуваме, мора секогаш да не враќа назад за да можеме да седнеме во незините скути и да ја слушаме приказната од оние стари наши луѓе кои што имаат идеја на македонската Голгота и македонскиот Армагедон, за да ни инспирираат со својата саможртва и да ни дадат нас надеж за тоа што можеме да направиме. И нека остане ова забележано што ќе речам, ме прашуваат, професоре, кога би сакале да живеете, каде би живееле, во која Македонија, во она на Александар, она на царството Самуил, во она на Илинден, на Ноб или било која. Јас ќе речам не. Оваа денешнава, живејќи тука како жив македонец, заедно со сите вас, имам можност да направам нешто големо, нешто грандиозно, кое што ќе го оставиме како наследство на сите наши идни поколенија, што ќе го слават нашето работење како што ние го славиме она нашите предци. Кога ќе го гледам овој музеј,
и кога ќе помислам колку тој музеј требаше да биде изграден уште многу одамна. Додека со генерации наназад белосветските арами го крадеа нашето големо археолошко богатство. И во архитектурата, и во археологијата, и во историјата, и во нумизматиката. Сепак убаво е што денес го изградивме овој музеј за да спасиме барем нешто што нам ни остана, бидејќи низ целиот свет денес постојат големи трезори, големи богатства кои што водат потекло од оваа почва, од оваа Македонија. За жал, со печат и дефиниција на нешто туѓо. Не смееме тоа да продолжиме да го дозволуваме. Овој споменик на гемеджиите, нели? Да. Сте се запрашале додека седите во комотноста на вашите домови? Која е големината на оваа жртва на овие млади македонски луѓе во тоа време додека Отоманската империја се уште беше доминантна на Балкан? Што направи Македонија за ними повеќе околу оваа што прави за вас? А што направија тие за Македонија? Таа саможртва и овој споменик не треба да биде само една обична фасада, еден декор, туку треба да биде една суштина, една содржина која што ќе не подсетува за нашето минато и ќе не инспирира и ќе не мотивира нас за онаа приказна која што е содржана токму во овој, во оној и во било кој друг споменик кој што ги имаме не само тука, туку низ Македонија. Токму тоа пораката годишно. која што вие од скрби утека од секогаш ја пуштате меѓу македонците, еден македонец, сите македонци. Така. И оваа статуа не е голема затоа што има големи димензии. Таа е статуа голема затоа што представува една личност чие што срце, дух и енергија се уште живеат во нас. Ние треба таа енергија да ја искористиме за градење на Македонија за нашите деца, за нашите идни.